Дали ВМРО ДПМН го создаде загадувањето беше поентата од самото прашање, секако со тоа што алудиравте за фазите во кои што сме, што се случува со превозот, до каде е дојдена гасификацијата, што со болницата во Чаир, инвенторите, која е идејата и кога ќе почнеме со сите овие работи и така натаму и така натаму. Проблемот со загадувањето веројатно е присутен години и децении во нашата земја. Видливо е истакнат од кога почнаа да се појавуваат и поставуваат, фала Богу, мерните уреди. И тоа е така и дај Боже да ги имаме насекаде, заради тоа што јавната свест ќе расте по оваа прашање, а секако сите граѓани, најповеќе институциите, ќе може да реагираат промптно за да се смени ваквата нелагодна, односно би ја нарекол лоша состојба во делот на загадувањето во главниот град, но и во многу други градови широм нашата земја. Жалам што ова прашање се отвори во последните година-две како интензивни мерки за негово решавање. Владата покрај гасификацијата, која што е еден од главните приоритети, го почна како проект на крајот на својот мандат минатата влада, а можеше да се инвестират стотици и стотици милиони токму во тој проект. Како опозиција тогаш укажувавме цело време колку е важна на временоста на гасификацијата во Република Северна Македонија да биде завршена и заради економската и енергетската вредност, но пред се и над се заради еколошката вредност која што природниот гас ја носи. За жал не беше направено ништо. Продолживме со интензивно темпо на гасификацијата. Гасификацијата денеска се реализира, еве во моментот можам да кажам, на 80% од завршувањето од годината, со повеќе од 83% во реализацијата на предвидените планови. Се работат двата главни коридора, односно коридорот Неготино-Кавадарци, Прилеп-Битола и другиот коридор покрај Скопје, Тетово-Гостивар. Паралелно се завршуваат постапките за експроприација, Гостивар-Кичево и така натаму и така натаму. Сите општини добија налог за молница да ги работат главните проекти, така и градот Скопје за делот на гасификацијата. Од поголемите градови повеќе од 50% веќе имат изработено главни проекти. Очекуваме да завршат останатите општини од градот Скопје, еден дел имат веќе завршено. Ќе ја спомнам Чаир кој што има готов проект и неколку други општини, со конечна цел да се отвори дебата на готова проектна документација, кој модел ќе се спроведе и во градот Скопје и во другите градови за гасификација на самите градови. Гасифицирани градови кои што имат цевка пуштено во државата се Струмица и Куманово. Верувам дека општините кои што се надлежни согласно законот ќе донесат најисправна одлука од сите методи кои што им стојат на располагање. Првиот метод за гасификацијата е со сопствени пари од локалните буџети тоа да го прават. Вториот дел е да се задолжат како општини. Третиот дел е државата да земе кредит и да им помогне на општините преку МЕР, преку државното јавно предпријатие за гасификација. И четвртата опција е да оди по пат на концесии јавни и приватни партнерства. Во владата има направено посета повеќе од 10 компании со светско реноме и европско реноме кои што се заинтересирани за оваа работа, но паралелно јас очекувам дека 2020 година ќе почне изградба на секундарни терцијални гасоводни системи, барем во поголемите 10 градови во државата, согласно одлуките кои што ќе ги донесат општините како надлежни за воспоставување на гасоводната мрежа во рамките на територијата на градот. Во делот на Скопје, градоначалникот веќе има набавено електрични автобуси, јавни превозни средства за јавниот превоз и не застануваме тука. Владата има намера да ги заврши своите работни состаноци со градот Скопје и да влезе во проект кој што дефинитивно ќе го возможи електричниот трамвај во Скопје со проектирана вредност некаде околу 100 милиони евра. Сакаме како држава да влеземе во еден таков проект и заради јавниот превоз да биде еколошки, економски за граѓаните, но секако многу е важно заради тоа што представува конкретна мерка која што ќе даде и tekako голем придонес во севкупните напори на борба на државата против загадувањето. Загадувањето доаѓа од три доминантни извори, тоа е грејењето, јавниот превоз и индустријските објекти. Намерата на владата
е да повлече кредитна линија во 2020 година, постапката да ја почне уште сега, за да може да се заврши целата тендерска постапка во текот на зимскиот период, за да може градот Скопје да влезе во имплементација и реализација на електричен трамвај на гуми. Се надеваме дека тоа може да го направиме и од Ван Хол, кој што ги произведува овде, во нашата земја, но секако постапката согласно законите за јавни набавки се јасни и по пат на компетативна фаза тоа ќе го направиме. Министерството за здравство определи буџетски средства за адаптирање на системите за грејење во многу болници, меѓу кои болницата во Чаир, затоа што не се работи само за обезбедување на средства за приклучок на гасоводна линија, туку се работи за промена на целиот систем на котли и на систем на грејење на самата болница. Таа постапка е отворена. Одлучи владата исто така да определи средства за болницата во Куманово. Направивме ваква одлука и за затвор Скопје и за студентските домови со конечна цел да ги трансформират своите системи на грејење на систем на грејење на природен газ или на метанот. Инвенторите се само една од новините во вкупен амбиент, ако ја тргнеме гасификацијата, фотоволтаиците, инвестициите што ги правиме и се друго што е во полза на екологијата и чистиот воздух, имаме конкретни повеќе од 15 милиони евра предвидени јавни државни пари за борба против загадениот воздух. Покрај редовната програма, секој министерство има определено и алоцирано средства, најповеќе нормално во Министерството за екологија, 618 милиони денари или 10 милиони евра конкретно за инвенторите, кои што буквално се постапка која што почнува во неколку општини во нашата држава, и тоа во градот Скопје, во општина Битола, во Тетово, во Кичево, а согласно одлука на влада се проширува и во Куманово и во многу други општини понатаму. Целта е по пат на партнерство со граѓаните да ги разобедиме токму во лоцирани зони на самите градови, каде да се заменат сегашните грејни системи на фосилни горива, дрва, нафта, мазут и други фосилни горива, со инвенторите или клима уредите во вкупна вредност од 1000 евра, знаеки дека имаме инвентори или клима уреди кои што се 270-280 евра. Веруваме дека тоа ќе го направиме успешно. Следната година продолжуваме на целата територија на државата. На крајот сме подготвени да носиме и законски решенија кои што дефинитивно ќе ја пободат свесноста на сите во општеството дека мораме сите да се вклучиме и вградиме во спроведувањето на таквите проекти. Да не зборувам дека се повеќе и повеќе инвестициите се насочени кон обновливите извори на енергија, како што се фотоволтаиците, како што се ветерниците. Продолжуваме во тој дел. Определени се квотите од 200 мегавати за фотоволтаици, 150 мегавати за ветерници. Дел од дозволите се издадени, дел од постапките се завршени, дел од овие системи се градат во државата и верувам дека сето тоа ќе придонесе и tekako значајно да промениме состојбата со загадениот воздух. Вчера на консултативна седница на влада под иницијатива на министерот за екологија оформивме дополнително тимови да делуваме таму каде што тоа можеме директно, промптно, веднаш и одма да го промениме, каде што Министерството за внатрешни работи и сите инспекторати под контрола на кабинетот на премиерот на дневна основа ќе се вклучат за дополнително да придонесат во затварањето на проблематиката на огнови на јавни места, на палење на шумите, на дополнително палење кое што предизвикува загадување, така да 7 советници од мојот кабинет од вчера попладне работат на координација на сите инспекторати во државата, не само на инспекторатот за животна средина, да бидат на терен заедно со Министерството за внатрешни работи, кој што подпредседателот на владата Оливер Спасовски го координира, како целосен аспект инспекторатите и Министерството за внатрешни работи, се со конечна цел да делуваме таму каде што буквално може да делуваме. Ке се согласите, тоа и tekako е поразлично од пред 3 години што се случуваше на полето на екологијата. Тогаш воопшто темата беше табу тема, забранета, не се зборуваше за неја. Сега имаме долгорочни мерки, конкретни како што е гасификацијата, обновливите извори на енергија, дефинитивно постапки кои што насредени на долг рок ќе дадат резултати. Имаме преку 15 милиони евра буџетски пари
дел од државниот буџет за конкретни мерки за борба против загадениот воздух и дефинитивно ги имаме и вакни дневни активности кои што дават придонес во таа борба. На крајот, сите треба да се вклучиме како граѓани, заради тоа што тоа е многу важно, затоа што дефинитивно мораме сите да дадеме свој придонес во оваа работа.